Благодарам, председателе. Заменик министер, ова што сега го кажавте е тотална невистина. Морам да кажам пред цела јавност, затоа што ситуацијата на Виничко кале е алармантна. Не знам дали сте биле во скоро време, но ве поканувам да го посетите и да видите каква е состојбата таму. Како што знаеме, обврска и задача на секој од нас е да го чуваме и да го негуваме, да го штитиме она што ни е оставено од минатото, како најголем доказ на тоа кои сме и што сме, тоа е нашето културно наследство. За жал, во Република Македонија, на полето на заштитата на културното наследство, работите станаа многу алармантни и негрижата на оваа власт токму за него е далеку од очигледна. Скандалозно е што секоја година во буџетот на Република Македонија се предвидуваат се поголеми средства, а учеството на буџетот на Министерството за култура, иако сега нешто е зголемен, но онаму каде што не треба, а во поглед на ова за што јас зборувам, нема никакви резултати. Се предвидува, но ништо не се реализира за жал. Токму затоа и кажав дека заштитата на културното наследство е во алармантна состојба и во голема опасност. Еве накусо ќе ви опишам и состојбата каква е со Виничкото кале, кое иако е еден од најголемите промотори на општина Виница и воопшто на цела држава, е во многу критична состојба, затоа што во последниве години се нема вложено ниту денар. Како што знаете, овој културно-историски локалитет, благодарение на уникатните теракотни икони кои што се најдени таму, е познат и прочуен надалеку и истите го обиколија светот, беа изложени во најпознатите светски музеи, но тоа беше во едно друго време и ни ја направија цела држава позната. Виничкото кале, освен тековно одржување, моментално, чистење, косење треба и слични работи, нема никакво друго внимание од страна на државната власт, која што е должна да го прави тоа. И оставено е на милост и немилост на атмосферските влијанија, како и на забот на времето. Иако станува збор за исклучително важен археолошки локалитет, во кој што и како има уште што да се открива и да се истражува под неговите урнатини, нови ископувања нема се од 2017 година, тогаш беа последните, и овој процес е ставен во тотално мирување, како што спомнав. Јас секоја година, со секој буџет и ребаланс, барам средства за конзервација, барам средства за овој значаен локалитет, но за жал се нема слух и власта докажува дека за одржување, ископувања, истражувања и промоција на нашето културно наследство не е заинтересирана воопшто и не изделува средства за оваа намена. Благодарам.